Добро вечер. Уште 5 дена до финишот на изборната кампања пред првиот круг од локалните избори на 19 октомври. Мицкоски од Свети Никола вечерва порача дека овие избори се порака за тоа каква Македонија сакаат граѓаните, на поделби, омраза и кланови или држава која работи и гради здрав систем и има одговорност и правда. Секој од вас длабоко во себе знае дека луѓето од опозицијата кои се нудат за алтернатива се луѓе кои Македонија со години ја упропастува и ја држа силно закована на дното. Луѓе кои не изградија ништо за народот, а за себе си обезбедија привилегии, удобства, дворци, хациенди и замоци. Она што сега ги мачи е чувството и созданието дека се ближи времето на одговорност и се стега обрачот и околу нив и околу оние кои упорно ги штитат. За тие што ги штитат пак, председателот на СДСМ Венко Филипче ќе каже дека биле големи професионалци. Новини за поголема безбедност и ред во училиштата, воведување на училишни униформи, џебови за мобилни телефони, за подобра концентрација и дисциплина во наставниот процес, систем на заштита на училиштата и градинките. Наша новина ќе биде и изградбата на адреналински и фитнес парк. Тоа ќе представува изградба на современ простор за парк, вежбање и дружење, наменет за младите. На граѓанска трибина во Радовиш, лидерот на СДСМ Венко Филипче порача дека идниот градоначалник на Радовиш ќе биде нивниот кандидат. Ова не се обични избори, туку избори на кои или Радовиш ќе продолжи да чека или ќе оди напред кон развој и промени. И на централно ниво државата ја вратија назад, изјави Филипче. Ветува брзо растечка економија, употребува разни епитети само да ги залажат луѓето и да гласат за нив. Ке сме биле економски балкански тигар, ке имало милионски странски инвестиции, инфраструктурни проекти, повисоки плати, пензии, субвенции, ке сме биле скандинавска држава. Што имаме ние од скандинавската среќа, што упорно премиерот Мицкоски и ВМРО ДПМН сакат да ни ја прикажат и да не разубедат дека во држава со 400 евра минимална плата и цени што дивеат, добро се живеело. Да, се живее, ама само во првите 10 дена од месецот. Директно од терен ги знам проблемите со кои се очуваат граѓаните. Бидејќи секојдневно комуницирам со сите. Стојам пред вас достоинствено и ве гледам сите во очи. Ке кажам дека во мојата програма се што ќе ветам, ќе дадем и точни дати со кои ќе го исполниме нашето ветување. Само со прецизни рокови можеме да ја добиеме вашата доверба. Почна примината на системот за влез и излез во Шенген зоната, кој што од 10 април ќе се приминува на сите гранични премени во Европската унија. За патниците од другите земји при првото влегување на граница се зема отпечаток од прст и фотографија. Екипа на Канал 5 денеска беше на Богородица. Колку граѓаните се запознаени и дали веќе функционира ЕЕ системот, деталите од Маја Стојановска. Според Европската комисија, на овој начин се очекува да се зајакне безбедноста на земјите членки во Европската унија, да се има унифициран електронски достапен систем кој ќе покажува практично дали се почитува оној дозволен период на странци кои што доаѓаат надвор од Европската унија од 90 дена. Исто така ќе може полесно да се уловат оние кои што користат лажни податоци и на тој начин да се намали и нелегалната миграција кон Европската унија. Она што е важно да се напомене дека ова обврска ќе биде еднократна, па така секој оној граѓанин кој што не доаѓа од земја членка на Европската унија, доколку нели еднаш му бидат земени овие податоци, него ќе го има во системот, па така при неговото следно патување практично ќе се врши само проверка на овие податоци. Граѓаните со кои што успеавме да поразговараме, кои што ги затекнавме на излез практично од Република Грција, ни кажаа во најголем дел дека се запознати.
очекувано на најголем дел од нив се уште не им биле земени овие нови податоци со оглед на тоа што од Европската комисија најавија дека овој процес ќе се одвива етапно се до негово целосно имплементирање до април 2026 година. Дали го поминавте тој процес сега на границата со Грција? Не, тоа го немаме поминато за сега. Знаеме дека тоа денеска е воведено, ама сметам дека е за контрола на целата миграција што се случува во државите. Не, само ги скенираше пасошите и удри печат и не пушти. Очекувам дека ќе има гужви. Секој треба со возило да застане, да излезе. Mi smo ušli pred te odluke, a pitali smo policiju ovu Grčku. Oni su rekli da će prvih, par meseci biti 10% na ulazu. Znači, bit će 10% obrade u novom sistemu. Kasnije nešto kako su nam rekli do 40%, a tek sledeće leto bit će u fullu, kao da kažem, u fullu će biti primenjena pravila. A možete i tražiti, to smo pitali, za sledeći ulaz u Grčku možete sami da tražite да би избегли гужу сами да се региструете. Освен на граничните премини, податоците согласно новата регулатива ќе се собираат и на аеродромите. Од Министерството за внатрешни работи апелираат сите оние граѓани кои што имаат организирано патување во некоја од земјите членки на Европската унија добро да се запознаат со новите правила и да ги почитуваат со цел нивното патување да се одвива безбедно и непречено. А новите правила за влез и излез особено ќе ги погодат транспортерите. Тие стравуваат дека новите процедури ќе ги присилат камионџиите да ја напуштат земјава. Дека оваа мерка е насочена да се направи притисок камионџиите со своите семејства да се иселат од земјава или фирмите да го преселат капиталот. Од Макам Транс сметаат дека доволно говори фактот што од регулативата за престој од 90 дена изземени се сите транспортери од железничкиот, авионскиот и поморскиот сообраќај, а се оставени само камионџиите да се гонат и да се протеруваат од еврозоната. Сите оние застои што ги имаме на границите, одобренијата кои ќе се бараат наредната година, се се тоа нестандардни мерки со кои што сакаат овде во Македонија да ги намалат капацитетите и да ни ги привлечат возачите да работат за нивни компании. Што значи тоа е активна работа, планска направена на секој начин да се привлекуваат како работна сила во нивните држави. Родителите на загинатите и повредените во пожарот во Кочанската дискотека Пулс, почнувајќи од денеска од 15 часот и 15 минути до 16 часот и 15 минути. Секојдневно во Кочани ќе одржуваат мирни протести и блокади во трајање од 1 час, се додека не започне судењето за трагедијата во Пулс. Според семејствата, срамен и понижувачки односот кон трагедијата, особено по изјавите во јавноста дека судскиот процес можело да трае од 10 до 15 години. Тоа, според нив, отвора сомнеж дека се подготвува општеството за бавно одложување и заборав на трагедијата и на одговорните. Тие порачуваат дека тоа нема да го дозволат. Ако со овие блокади во Кочани не добиеме термин за рочиштето, блокадите ќе продолжат во Скопје пред кривичниот суд, беше порачано од Кочани. Независниот синдикат на полицијата денеска излезе на протест кој заврши пред ОЈО-ГОК, каде символично ги оставија службените полициски значки како знак дека не се плашат дали тие ќе бидат следни. На собирот порачаа дека се револтирани од третманот кој велат обвинителствата го имаат врз полициските службеници во контекст на случајот со дискотеката Пулс и трагедијата со Росица во Велес. Бараме правда и фер и транспарентна постапка, во која што секој што се огрешил и е виновен ќе одговара. Меѓутоа, како колегите од нашите редови, така и овие господа зад нас, така и овие господа од судовите, така и од управата за јавните приходи и секоја институција која што има било каква вина. Од ова место бараме формирање на оделение специјализирано за гонење на суди и обвинители, по истиот принцип како што има оделение за гонење на полициски службеници. Вестите завршија. Пријатна вечер.